Елизабета Спасеновска-Дамјановска, таа на LinkedIn-еска ќе разговара со хероината од документарниот филм Медена земја, веќе наголемо популарната Атидже. Добро утро, Бети. Повели со твојот разговор. Добро утро. Денеска на линк ја имаме, како што кажа, хероината од документарниот филм Медена земја, Атидже Муратова, меѓутоа со нас денеска е Судена Турунџиева. Добро утро на двете и ви благодарам што сте денеска дел од утренски брифинг. Добро утро. Најнапред, оваа комбинација е малку несекојдневна и интересна за гледачите. Како вие две се сретнавте и како дојдовте на идеја пред се да соработувате? Еден убав сончев ден јас решив да ја реализирам мојата желба. Од почетокот на 2020 живеев за да ја запознам Атидже во живо. Уште кога гледав за прв пат документарецот, јас ја носев секој ден мислите, ја ставив и во срцето, иако лично не ја имав сретнато, и уште пред пандемијата. И еден ден со ранците на нас, во едно убаво женско друштво, вклучувајќи ја тука и мојата најмала керка, тргнавме, не знаејќи каде одиме, не знаејќи дали ќе треба да одиме пешки или поинаку. Тргнавме во Бекирлија и ја најдовме, ја сретнавме. И од тогаш, вистина, нашето пријателство стана редовно, стана вистинско, бидејќи јас и не знам за поинакви пријателства, освен вистински. Јас или ги сакам луѓето, или се дружам со нив, или сум на некаква културна дистанца заради икс причини. Но вистина се препозна меѓу нас една енергија добронамерна, со оглед на се што таа во животот преживеала, се што се справила, мене тоа толку многу ме трогна. И со оглед на тоа што јас сум човек кој цел живот се справува со животните неправди, неприлики и така натаму, мислам дека имаме многу што да си размениме и да се научиме една од друга. Така, Суза, имаше викендов се одржа и еден хуманитарен настан во кој што се собираа средства, односно се продаваа предмети, а собраните средства ќе бидат наменети за Атидже. Атидже, како помина овој настан? Беше ли задоволна? Имаше ли голем број посетители? Да, задоволно беше. Добро поминавме со сликањето, со зборењето, начин се одржа добро беше. Сега може ли ни кажеш собраните средства за што ќе ги намениш? Мислам за куќата да се среди нешто, што ќе фали од куќата, тоа да се зема. Во моментов куќата, колку што сме информирани, не е во функција да се домува во неа. Што е тоа што треба да се заврши там? Има од надворешна, има фасада, има натрешна уше фасада и тие патозот што треба. Тие има доста има да се прави, но Само една соба е адаптирана за живење фактички, доколку се мора. Имаш поред на дрва, има кревет за спиење, има малку елементи како кујна, но се уште нема под и тоа е исклучително ладно таму да се функционира. Се уште во купатилото не функционира бойлерот, значи има само вода и струја. Вода и струја има, но има многу важни работи за кои што треба сите да се погрижиме, еве точно и заради тоа и ги правиме овие вакви настани, каде што добрите и хумани луѓе имаат можност да ја покажат на дело својата хуманост и да покажеме дека Атидже не е сама во целата ова неприлика, бидејќи претходно го немала овој издаток и проблем што го има сега. Претходно ја имала природата, Бекирлија, кравата и пчелите и толку. И знаела дека таму во селото каде што таа живее нема струја и нема сметки за да плаќа струја. А сега овде во куќава во Дорфулија таа има навистина голем предизвик и пред нејзе. Да среди руинирана куќа, да ја одржува и да плаќа сметки за нејзе со нејзината социјална помош од 4000 денари, навистина е незамисливо, така? Така, Атидже, обично во светот така бива кога некој ќе се појави на филмско платно, па уште и кога ќе стапне во Холивуд, потоа заборава на сите грижи барем финансиски. Меѓутоа со тебе не беше ваков случајот, ти понатаму имаш финансиски потешкоти, еве како што зборуваме, дури и проблем да се плати струја, дури и проблем да се живее комотно и достоинствено. Може ли ни кажеш, ти го промени ли барем малку на подобро животот после? Малце променил се, ама уште некој работа има, ама сега тоа е тоа. Здравје. Сега си во Скопје, дали може би планираш таму да ги оставиш пчелите и да се преселиш во главниот град? Тука не. Овде таму ќе видам у Дорфули, ама кога е потребно за пеењето ќе дојдеме. Тоа значи дека пеењето сега ќе ти биде нова пасија и нов предизвик. Да. Што планираш? Планираме сега друго нешто. По пеењето ќе одиме со Сузана.
Тоа мислиме. Ако не тргне работата, сега нека помина овие короната. Нејзиниот најголем сон покрај љубовта за пчелите било пеењето и нејзината мајка на смртната постела ја остави аманет да не престане никогаш да пее и остатокот од животот да го помине пеејќи со песна. Јас и ветив дека ќе сторам се што можам. Можеби не можам да направам чудо, јас не поседувам магично стапче, ниту имам некој буџет финансиски кој можам да го посветам на нејзината музичка кариера. Да се разбереме. Значи, јас ова не го правам затоа што сум во некоја финансиска благосостојба. Напротив, јас имам големина во душата и во срцето и сакам се што можам да ги искористам сите контакти, добрите луѓе, хуманите луѓе, моите колеги музичари, за да направиме нешто добро за Атиџе, да и го разубавуваме животот, да биде среќна, да биде радосна, да биде исполнета и да навистина има што помалку солзи во нејзиниот живот. Од она што можевме да го забележиме ние како телевизиска екипа која што дојде на настанот, видовме дека имаше интерес, меѓутоа имаше и многу кои што вложиле голем труд во одржување на тој настан. Имаше и спринтано блузи, маски, да. Еве иста таква маска носеше ти, значи во ова Суза не си само ти, туку има и други кои што се вклучени. Токму тоа сакам да го кажам. Јас ова не би можела сама да го туркам, доколку околу мене нема луѓе екипирано на вистина прекрасни, добри луѓе кои исто така не се финансиски кој знае колку моќни, но имаат широко срце, имаат добра намера, имаат добри контакти. Значи Марија Дибјаџо е тука, нашата најуспешна македонка во диаспората која е со живеалиште во Њујорк, но ја открива Паланка и живее во Ранковце беше Атиџе, така нели таму и бевме на гости кај неј за еден ден со Атиџе. Тука е Саша Шотаровски од Бифет Афталиџе, тука е Фросина Васевска која го направи дизајнот на маските, Марија ги обработуваше и ги шиеше. Истите се продава. Да, истите се продава, истите луѓето можеа да ги купат, исто на настанот можеа да купат прополис, од Атиџе прополисот можеа да купат од моите книги, од книгите на отец Пимен и можеа да купат алоe вера гел и уште многу други работи кои луѓето ги донираа, колачиња, мафини. Од се срце им благодарам на сите кои покажаа добра волја. Ние овој ивент ќе го правиме и во 2021 за повторно нешто да присобереме, бидејќи во куќата фали се, значи почнувајќи од тенџерче, до тавче, до кебиња и до се останато, ме разбирате? За да се има живот таму треба да се има и покуќнина. Ние не можеме да живееме со голите ѕидови кои се уште не се довршени. Атиџе, беше ли ти консултирана кога пред да се купи оваа куќа, бидејќи знаеме дека куќата ја доби нели како хонорар што беше вклучена во Медена земја, меѓутоа куќата е на никој начин, како што кажавме, се уште неупотреблива. Беше ли консултирана, дали ти сама ја одбра? Не одбра сама јас. Он иначе Љубо и внукот, пошто немаше други куќи, село така. Уште од бетер по бетер имаше, здрави куќи немаше. Тие поздравите што ги продаделе, тоа шансата ли беше нашта. Ја му викаше да не се брза толку, да се почне или од темел начин, по друго начин, помалце ќе имаше трошкои. Една соба да беше, ама вредна, така? Сега начин ова испадна, ѓаволи пошо викат. Повеќе трошкои. И тоа остана така. Ето. Покрај куќата хонорар друг, дали доби? Дали доби пари? Не, ништо до сега. До сега ништо, па не знам. Не е вклучена во ниедна калкулација и тоа е навистина тажно, не можам тоа да го премолчам. Нема никаков писмен договор, нема никаков процент од ниедна награда која е добиена за филмот, од ниедно спонзорство, од ниедно друго, било какво финансиско донација или како и да го наречам, а предпоставувам дека имало доста пари кои требало да се поделат на тимот, но таа е изземена од секаква математика, како да не била присутна во филмот. Замислете кој парадокс. Да, навистина голем парадокс, токму и затоа се на некој начин ваквите емисии, ваквите настани и еве и вие кои што ја поддржувате, па можеби на некој начин гласно ќе говориме за ова, па ќе промениме нешто, доколку сега не слушна некој од тимот, можеби ќе се заинтересира повторно да стапи во контакт. А ти имаш ли контакти со нив? Со Љубо, со Тамара немам цела година. Значи кога беше нешто овие проблеми преку друг Атанас се јави, ама вика нека се среди малце нешто ќе биде, уште нешто нема обеќано. Значи не е сторено. Те месец дена така со месеци се влечувам сите фанале странсо и толку.
Сега тебе ти останаа пчелите. Во филмот видовме дека имаше голем проблем и со соседите. Како се справуваш? Па истото, побетер стана. Боже, не смирија еднаш. Најголемата тешкотија тоа што ми смириле, полошо стана начин. Боже, беше филмот да не смири подобро ќе биде за 20, ама за мене ништо не бидна добро. Со комшиите. Они притискат мене, они барат кој ќе праша се кај мене и да прашат дали земал атеже пари. Јас никако не сум земал, ама треба тоа да решат филмажите тие работи. Ја тука не сум крив што се договориле со нив. Јас за мојата работа знам како беше, ја не кеше со нив да видам да правам филм. Тоа сум бил, сакаше да се откажам со него, дека знам дека ќе испадне некои проблеми. И значи ми направи за пчелите и беля, и си караше, и со он мисли дека јас сум земал пари, а тоа не сум земал. Значи кога се кълнеше, тога ми верувале луѓето дека не сум земал. До сега немам земано. Од сега натаму не се знае. А ти Джес ти посакувам многу успех понатаму во тоа што ќе го работиш. Еве слушнавме дека ќе се посветиш малку и на музичката кариера. Сме те слушнале повеќе пати дека навистина убаво пееш. Ти посакувам убавини и Суза, биди вака како што си понатаму хумана и со големо срце и душа. Продолжи да ја помагаш на Атиџе, па можеби навистина ќе имаме можност уште еднаш да се сретнеме, па да зборуваме за некои успеси. Те благодарам. Го правам она што ми го вели срцето. Ви благодарам за денешното вклучување во утренски брифинг.